Така е во Куманово, а како е на североистокот во Крива, односно на истокот во Крива Паланка, дознаваме во разговорот во студиото со мојот денешен гостин, градоначалникот на општина Крива Паланка, Сашко Митовски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за можноста и гостувањето денеска општина Крива Паланка да биде ваш гостин и да презентираме сето она што во изминатиот период општината го работеше и сето она што ќе следува до наредниот период. Морам да ве прашам какви се температурите во Крива Паланка, дали е малку посвежо? Не, за жал исто како идентично како во Скопје. Денови се соочуваме навистина со топлотен бран кој што навистина ни ги отежнува нашите секојдневни и како и градежни активности, но и така и онакви активности кои што се по однос на уредување и подигање на зелени површини. Кога сме кај зелените површини, општина Крива Паланка е второ рангирана на конкурсот на еколошка општина за 2023 година. Заложбите за чиста и зелена општина се препознаени, даваат позитивни резултати и секако го носат позитивниот имидж на самата општина. Општината котира високо на листата најчисти градови во земјава. И сега главното прашање е како се одржува овој имидж и што се правите во областа на одржување на зеленилото и чистотата во општината? Секако сето ова не е само заложба на општината, овде директно и активно се вклучени граѓаните, односно жителите. Па кога сме кај граѓаните, кај жителите, најверојатно свеста на граѓаните е многу повисока од претходниот период, од причина што кога гледат и анализираат работата, како и на јавното предпријатие, вклучително и на мојата работа, дека секојдневно е посветена на подигање на што повеќе зелени површини, одржување на истите, обнова, реобнова на постоечките зелени површини, најверојатно свесна кај граѓаните е на многу повисоко ниво од она што било од претходниот период и една од причините за кое што успеваме да си го држиме градот во една солидна состојба, во една урбана, зелена, чиста состојба, пред се клучната улога ја имаат и самите граѓани. Имаме подготвено инсерти од тоа како изгледа чисто и зелено. Немам инсерти, добро, ајде ќе одиме со разговор, продолжете. Вето, ова е едно признание кое што лично јас на него сум многу горд, бидејќи ако на нешто во изминативе 2,5 години ја трошам мојата секојдневна енергија, тоа е градот навистина да не биде уреден, чист и зелен. Па така низ бројки и аргументи, програмите за одржување и подигање на јавно зеленило, програмата за комунална хигиена на градот се во реализација за прв пат во последните 2 години со 100% реализација. Дополнително вложивме многу финансиски средства во набавка на специализирани метларки и уреди за одржување на хигиената во градот. Подигнавме некаде речиси нови зелени површини околу 16.000 метри квадратни. Засадивме повеќе видови на листопадни зимзелени дрвца, некаде околу над 2.500 дрвца во изминативе 2,5 години. Ги обновивме сите постоечки зелени површини, посадивме многу цвеќе во градот и нешто кое што навистина ја прави Крива Паланка препознатлива во последните неколку години, ја прави различна од сите останати општини, е тој степен на висока уреденост, одржувањето на урбаното зеленило, свеста кај граѓаните за самото тоа дека градот е навистина урбан, чист, е уште еден аргумент каде што во изминативе години речиси да нема посетител, каде што Крива Паланка не ја нарекува мала Швајцарија. Одлично, одлично. Крива Паланка да биде општина со сите можности за сите граѓани кои што живеат не само во градот, но и населените места кои што гравитираат околу општината. Во рамки на општината морам да истакнам дека гравитираат повеќе села, односно населени места кои што секако подеднакво имаат потреба од урбанизација и подобрување на условите за живот и функционирање на жителите. Успевате ли секаде да го промените текот кон модерно и урбано живење? Ова прашање во насока на тоа кои инфраструктурни проекти се во фокусот на локалната самоуправа периодов. Нели, летото генерално е резервирано за градежни активности и реализација на проекти. Ние во изминативе 2,5 години, вклучително и денеска, покажуваме навистина како локална власт грижа подеднакво за сите категории граѓани, но и населени места. Крива Паланка е град каде што има повеќе од 34 села
и навистина јас сум горд што во изминативе 2,5 години реконструиравме и обновивме патни правци по речиси 50-40 години од нивната изградба, нешто кое што го правивме и оваа година, затоа што по речиси 40 години реконструиравме патен правец во село Мождење во должина од 3 км, вредност некаде околу 11 милиони денари. Деновиве започнуваме со градежните активности на алтернативен пат во село Бс Кошари, алтернативен пат кој што води кон туристички локалитет Калин камен, и со една таква грижа покажуваме и праќаме порака до луѓето дека навистина водиме и сметка и грижа подеднакво кон сите населени места. Но она што е значено кога сме кај инфраструктурните проекти, она што се случува во централното градско подрачје, навистина Крива Паланка деновиве, вклучително и последниот месец, наликува на вистинско градилиште, затоа што се отпочнати сите градежни планирани активности за оваа 2024 година. Работиме на реконструкција на 5 централни градски мостови, каде што вложуваме некаде повеќе од 40 милиони денари. Работиме на изградба и проширување на централната градска улица, каде што вложуваме некаде повеќе од 35 милиони денари. Градежните активности на фаза 2 од централната улица се во завршна фаза, додека поголемиот обем од градежните активности, односно проширувањето на централната улица, очекуваме да започне во месец септември. Дополнително го уредуваме речното корито на Крива река, каде што вложуваме повеќе од 16 милиони денари. Преку развојна програма на општината ќе реконструираме и рехабилитираме повеќе од 15 локални улички, каде што активно веќе работиме на рехабилитација на улица Гоце Делчев, реконструкција и рехабилитација на улица Моше Пејаде, Партизанска, 8 септември, улица Радко Минев, Панче Пешев, Никола Тесла и ред улици каде што бројката изнесува околу 15. Исто така преку развојна програма на општината ќе изградиме детски катчиња во повеќе од 10 населени места, детски катчиња надополнети со спортски терени. Деновиве таквено детско катче доби градскиот плоштад и градскиот парк. Од тука се продолжуваме со градежните активности на спортскиот комплекс, каде што ќе самиот спортски комплекс ќе биде надополнет со спортски терен со вештачка трева за мал фудбал. Ќе изградиме таму и прв парк за миленици во градот и исто така проекти кои што ги споменавте, кој што ќе биде сместено на успеете ли се тоа да го реализират? Како? Ќе успеете ли се тоа да го реализират? Па јас сум оптимист искрено, да, оптимист сум и сега за сега градежните активности ни се одвиваат според планот и според динамиката. Ја очекувам дека и оваа 2024 година ќе биде само уште една успешна година за општината. Исто така, кога сме тука кај градежните активности, деновиве ќе започнеме со активности на терен за изградба и регулација на Куковдол и изградба на атмосферска фекална канализација во село Трнци, село Конопница. Го споменавте централното градско подрачје и плоштадот, а имено по реконструкцијата на плоштадот пред неколку години градот доби нов урбан лик. Центарот на градот е една прекрасна дестинација за посета на сите туристи, сите оние кои што сакаат да ја посетат Крива Паланка, и секако благодарение на проектот Крива Паланка источна порта кон Европа, а како општина годинава реализиравте еден голем проект Крива Паланка, град на културата 2024 година. Еден голем предизвик за вас, верувам, како локална самоуправа. Со настаните кои се дел од одбележување на град на културата започнавте во март, па еве би сакала да ми кажете како течат активностите и настаните кои ќе трајат се до крајот на годината. Ете вака, со изградбата на самиот градски плоштад и самиот градски парк, Крива Паланка значително си го промени својот лик и самата изградба на тој градски плоштад и градски парк е новата лична карта на градот, но дополнително самата убавина со добивањето на престижната титула Крива Паланка да биде носител на оваа значајна манифестација за 2024 година и дадената поддршка од страна на Министерството за култура, ние навистина со амфитеатарскиот дел дадовме и срце и душа на централното градско подрачје, затоа што со самата апликација и со самата програмска активност која што ја изготвивме во град на култура за 2024 година, предвидовме одржување на
повеќе од 120 различни настани од различен карактер, од различен тип, настани за сите жанрови и за сите љубители на културата. Започнавме во месец март со концерт на македонска девојче на македонската поп дива Каролина. Продолживме со концертен настан на Драган Мјалковски, организиравме стендап шоу на Сашко Коцев. Минатава недела имавме одличен настап на Митам проектот на Андријана Јаневска и ова се настани од поголем обем, но дополнително имаме многу голем број на мали настани кои што речиси на секој втор ден се нешто случува во централното градско подрачје. Морам да кажам, во тек и културното лето и практично сите овие настани се одлична можност за културна промоција на градот пред се, но и унапредување на туристичката промоција и привлекување на посетители. Има ли посетеност? Од каде имате гости? Од другите градови, од соседните држави? Видете, можеби првото ваше прашање, надополнето со второто прашање по однос на културната програма и по однос на уреденоста на самиот град, е нешто кое што во изминатиот период ја прават Крива Паланка да биде препознаена како алтернативна туристичка викенд дестинација, нешто на кое што јас навистина сум многу горд и сум многу среќен, затоа што градот за време на викендите, сите сместувачки капацитети се навистина полни и Крива Паланка се повеќе ја гледаат како викенд дестинација по алтернативниот планински туризам и по убавините кои што ги нудат убавините на Осоговските планини, но и оној угостителски туризам каде што речиси Крива Паланка во изминативе 2,5 години, 3 години е навистина препознаена како викенд дестинација. Но кога сме кај културната програма, она што е значено да се спомене и кулминација по однос на сите оние предвидени културни активности ќе се случат во месец август. Значи сите големи случувања, сите големи фестивалски случувања ќе се случат од втората половина на месец август, каде што јас очекувам навистина Крива Паланка да биде атрактивна туристичка дестинација. И кога го споменавте месец август, на 28 август се празнува Голема Богородица, на 29 август е празникот на градот, денот на патронот, светецот закрилник на општина Крива Паланка, Свети Јоаким Осоговски. Што подготвувавте, Што подготвувате за овие денови? Како што кажав, ние од втората половина на месец август веќе активно со сите чинители од областа на културата се подготвуваме Крива Паланка да биде навистина домаќин и да се покажеме навистина во право домаќинско светло. Почнувајќи од 16 и 17 години, 16 и 17 август, ќе се случи традиционалното джип рели кое што се организира низ Осоговските планини. Од 20 до 22 август ќе се одржи меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, каде што паралелно со одржувањето на тој фолклорен фестивал, општина Крива Паланка втори пат поред организира и фестивал на храна. Ќе имаме можност за локални автентични специјалитети, оно што е карактеристично за градот, но и ќе имаме можност да видиме и промоција на мали винари, мали дестилери, производители на храна, значи една убава комбинација на фолклор и традиционална македонска кујна. Додека на 23-24 август ќе се одржи реномираниот музички фестивал 11 пат поред, каде што сето ова го заокружуваме со настан на 25 август, каде што на гостини доаѓа проектот на Македонија во срцете, носиме на Скендеровски продукција и тука ги завршуваме тие настани, додека на 28 август, празникот на градот, општина Крива Паланка, традиционално ќе организира голем музички настан, голем музички спектакл, каде што сите детали поднос на овој настан многу наскоро ќе бидат објавени и јас очекувам и медиумите, вклучително и вие, да не пратите, да не следите сето оно што ќе го објавиме и што ќе се случува во Крива Паланка, за да им бидеме достапни на граѓаните, а во ист момент ги поканувам и вашите гледачи да бидат гости на Крива Паланка, затоа што знам и верувам дека навистина ќе имаме и што да понудиме и со убави импресии да заменат од Крива Паланка. Меѓутоа морам да ве прашам, голем број градови од државава се соочуваат со иселување.
и на младите, но и на цели семејства, не само кон главниот град, туку и надвор од државата. Каква е ситуацијата во Крива Паланка? Дали имате иселување на жителите? Да, за жал, тоа е генерален горчлив проблем како и на државата, така и на нашиот град. Се повеќе млади размислуваат за иселување и за работа надвор од државите. Кога сме тука кој тоа прашање, сакам да бидам и сосема искрен, мислам дека повеќе во прашање не се месечните приходи на еден млад човек, затоа што генерално, ако се земе во предвид, месечните приходи во последните неколку години се солидни за секој еден млад човек, колку што младите луѓе, за жал, се уморни од секојдневниот живот и уморни од целокупниот квалитет на живот, вклучително тука ќе ги споменам медиумскиот простор, политичкиот живот, и младите бараат алтернатива, бараат решение за подобар квалитет на живот. Јас тука го гледам како генерален и клучен проблем и кој што, за жал, мислам дека како нација и како држава го сметам како колективен пораз и нешто кое што навистина ќе треба да обрнеме и да внимание како сите носители на јавни функции во следниот период. Значи, не станува збор за инфраструктура, за градежни активности, како што станува проблем за квалитет на животот. Имаме време за уште едно прашање. Овде ќе го споменеме она дека преку ЕУ фондовите обезбедувате средства за реализирање на голем број проекти, меѓу кои и уредување на алтернативни туристички локалитети. А голем дел од овие проекти се всушности во делот на прекуграничната соработка. За какви проекти станува збор? Видете вака, значи, општина Крива Паланка, како мала општина, навистина располага со лимитирани буџетски можности, и токму овие програмски активности кои што ни стојат на располагање, навистина даваат можности да направиме нешто крупно, капитално и значено за граѓаните, а при тоа и да ги исполниме нашите ветувања пред граѓаните. И на мене навистина ме мило што Крива Паланка важи за лидер во регионот за искористувањето токму баш на вакви програмски активности и средства кои што доаѓаат токму од ДИПА фондовите на Европската унија. Во изминативе 2 години во партнерските односи со нашите партнерски општини од Република Бугарија и Република Србија реализиравме неколку капитални проекти, за да веќе деновиве подпишеме договор за подигање на нов урбан зелен парк во комплексот згради во населба Единство, проект вреден повеќе од 400.000 евра. Активно работиме и денови веќе започнати градежните активности на уредувањето на школото, на старото школо во село Градец. Проектна програма со нашата партнерска општина Лесковац од Република Србија. Активно работиме во изготовка на финална апликација за изградба на адреналински парк на Калин Камен, каде што првата фаза е позитивно оценета. Остануваат уште неколку детали за комплетирање на самата апликација и нормално таму очекувам исходот да биде позитивен. Значи, Калин Камен за многу брз временски период како потенцијал за развој на алтернативниот планински туризам ќе добие и адреналински парк, но она што кога сме ке проектите, она кој што треба да се најави, навистина во следниот период, не само овие проекти кои што се од европските фондови, во градот ќе следат и крупни проекти кои што се со високи суми износи, каде што значително ќе си го промениме и ликот на градот, но и ќе решиме сериозни горчливи проблеми. Јас сакам да го искористам денешното гостување, да најавам дека како општина активно работиме на проектирање на 2-катни гаражи. Правата е на локација на Зелениот пазар и втората е на локација на автобуската станица, каде што катни гаражи ќе дадат можност за обезбедување на околу 400 паркинг места и решавање на еден горчлив, натоложен проблем во градот. Навистина Крива Паланка во моментов, ако нешто представува како клучен приоритетен проблем за решавање, е недостатокот на доволен број на паркинг места. Активно работиме на проект на обезбедување на проектна документација на изградба и регулација на Дурачка река со
Кејска, изградба на Кејска улица и тоа исто така во насока на решавање и обезбедување, односно решавање на сообраќајниот метеж во градот. Обезбедивме проектна документација, но во исто време обезбедивме и грант од Министерството за животна средина во висина од 1 милион евра, каде што ќе го решиме проблемот со вода за пиење во најголемото село во Крива Паланка, тоа е село Конопница, каде што гравитираат повеќе од 2000 жители. Таму веќе сме во финални подготовки за тендерската постапка и јас очекувам градежните активности да започнат до крајот на годината и исто тука ќе имаме решавање на еден голем, сериозен проблем за градот. Исто така до крајот на годината очекувам да биде распишена тендерската постапка. Општината во изминатиот период изработи проектна и техничка документација за Крива Паланка да добие дом за стари лица, каде што преку капиталната програма на Министерството за труд и социјална политика е веќе влезена во нивните годишни програми. Јас очекувам како што кажа, до крајот на годината да започнат и градежните активности. И ова се генерално крупните проекти кои што Општина Крива Паланка во следниот период ќе го посвети вниманието, за да градот на вистина си го добие оној лик кој што го заслужува да го добие и лик кој што во последните неколку години е препознаен од сите граѓани. Одлична најава на проекти кои што се во тек, проекти кои што треба да се завршат, да го видат својот финиш и секако проекти кои што допрва треба да се реализираат. А ние на самиот крај од овој разговор ќе ги поканиме нашите гледачи летниот период, ако се уште не одбрале убава дестинација каде да прошетаат, нека дојдат во Крива Паланка, има што да видат, а секако се нудат и голем број на културни содржини со кои што верувам дека убаво ќе си поминат и одлично ќе уживаат. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам и што ја следите работата на Општина Крива Паланка. Навистина ме мило и драго што општината е повторно во фокусот на вниманието на медиумите. Го привлекува вниманието како и со инфраструктурните проекти, така и со културната програма и понуда. Нешто кое што кажав и на почетокот, навистина е прави Крива Паланка да биде поразлична од сите останати општини. И еве за крај ја користам приликата и можноста да ги поканам сите ваши гледачи да бидат гости на Крива Паланка, не само во месец август, туку и до крајот на годината, затоа што во рамки од програмата Град на култура за 2024 година навистина ќе имаме одлични настани кои што настани ќе привлекуваат и туристи и посетители, но и настани кои што се од уникатен карактер. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Ние продолжуваме понатаму.